Се наоѓам во прекрасниот објект Национално станово археолошки музеј, секогаш сум некако со посебни чувства кога влегувам во археолошкиот музеј, ми дава за право да знам и да се чувствувам онака колку нашата историја и колку нашата археологија е богата, раскошна и навистина на секого го препорачувам топло да дојде тука да погледне, има што да види. Ки кажам добро утро на директорката. Вчера имавте еден прекрасен настан во сработка со Универзитетот Кирил и Методи, се работи за дигитална збирка на прописи на Прометеј се вика. Може ли да објасните всушност за што станува збор? Така, добро утро, поздрав до гледачите на утринската емисија на Македонската телевизија. Вчера ја промовиравме дигиталната збирка на епиграфски надписи во рамките на проектот Прометеј. Проектот Прометеј е меѓународен проект кој што е кофинансиран преку програмата Креативна Европа и Министерството за култура и туризам и е во соработка со неколку партнерски институции, а Националниот археолошки музеј е координатор на овој проект. Соработуваме, како што веќе споменавте, со Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, поточно со катедрата за класични студии на Филозофскиот факултет, со Филозофскиот факултет од Белград, со Балканолошкиот институт при Српската академија на науките и уметностите, и со БАН, кои што се исто така наши партнери од Република Бугарија. Проектот Прометеј, чиј што поднаслов е промовирање на универзални човечки вредности, има за цел да собере надписи од трите земји учеснички во проектот, тоест Македонија, Бугарија и Србија, да ги обработи, да ги презентира и ова што вчера го презентиравме, односно дигиталната база на надписи, опфаќа 30 епиграфски споменици на латински и на старогрчки јазик, по 10 од секоја земја учесник во проектот. Координатор на проектот од нашата институција е доктор Славица Бабамова, која што за жал ова утро не можеше да ни се придружи, затоа што има настан во Битола поврзан токму со проектот Прометеј, кој што опфаќа и едукативни работилници, семинари и многу други придружни активности, се со цел, како што споменав, преку епиграфиката да ги промовираме универзалните човечки вредности, кои што, за жал, во денешно време, се помалку се говори за нив и се помалку се присутни. Епиграфските споменици може би се и најдиректните сведоштва од минатото, кои што на најдиректен начин ни раскажуваат приказни од минатото поврзани со голем број на аспекти од општественото живење. Преку нив дознаваме како нашите предци љубеле, како тагувале, од што се плашеле, во што верувале, меѓутоа и како во римскиот царски период, од кој што потекнуваат надписите презентирани во нашата дигитална база на надписи, биле општествените уредувања, културата, политиката и многу други податоци. Навистина многу може да се научи од нив, особено како што кажавте, може да послужи за студентите и за секој што сака да се заинтересира. Тоа е и целта. Една од основните компоненти на проектот Прометеј е да ги доближиме овие приказни до помладата генерација. Односно, едукативната компонента е многу важна и особено да ги истакнеме, како што споменав, тие универзални човечки вредности, како например образованието. Преку проектот Прометеј во нашиот музеј имаме во едукативниот дел и восочна фигура на еден заслужен граѓанин од Лихнит,
од кој што база на скулптура, му била подигната скулптура од страна на лихниѓаните, се работи за Аврели и Кратет, а скулптура му била подигната поради тоа што бил многу едуциран и многу образован. Отлично. И дури и на Атинската агора, во Асклепионот, и атињаните му подигнале скулптура. Тоа е целта да придонесеме преку оваа дигитална збирка на надписи, меѓутоа во нашата дигитална збирка на надписи постојат и приказни, како оваа што ја споменав, за да, например, прикажеме колку во минатото било важно образованието, па дури и скулптури им подигале на оние кои што се истакнувале со своето образование, меѓутоа и со својот карактер, со своите доблести. Токму тоа го читаме. Секогаш било нешто најтемелно, најосновно образованието во секоја држава. Многу ми е драго што еве навистина ќе послужи за младите генерации, не само во нашата држава, еве во Србија, во Бугарија. При крај сме на годината, навистина една доста активна, динамична, мислам дека скоро се исполнивте тоа, вие ќе одговорите, вака ние новинарски можеме само да констатираме. Ај нека бидат две во една прашање, односно две прашања. И за наредната година знам дека може ќе има плејада на настани, меѓутоа еве да извоите еден до два што ќе се навистина позначај. Националниот археолошки музеј има на големо задоволство, можам да соопштам дека речиси 100% ја има реализирано предвидената годишна програма за 2025 година и моментално работиме на програмата за следната 2026 година. Се уште сме во рана фаза, се уште се работиме на концептот и на она што би го работеле, би го презентирале во сите дејности и во областа на музејската дејност и во областа на заштитата на културното наследство, во областа на издавачката дејност имаме планови. Она што еве би можела да го истакнам дека ќе се реализира со сигурност во 2026 година, а тоа е промоција на нашето културно наследство во странство. Мислам дека веќе зборувавме и ја представивме изложбата која што ќе се организира од страна на Националниот археолошки музеј во Будимпешта, каде што ќе биде презентиран дел од нашето културно наследство, односно богатиот и познат гроб од Таранеш. Еве сега ексклузивно за вашите гледачи можам да најавам уште една презентација на нашето богато културно наследство, овој пат во музеот Гропиус Бау во Берлин. Каде што една од енеолитските фигурини од нашата колекција ќе биде презентирана во склоп на големата изложба на Марина Абрамовиќ. Овие археолошки наоди ќе бидат дел од изложбата која што ќе даде едно интро за тоа како таа ја добила инспирацијата за нејзината изложба. Така да ова ќе биде еден многу интересен спој на археологијата и на модерната уметност. Навистина преубави настани, ви благодарам за директното учество во утринската програма на Македонската телевизија. Не застануваме тука, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам на интересот.